Здраво, дечки! Јас сум Мето. Добре дојдете на Board Game Adventures каналот. Денес имаме спремно ново видео. Ке правиме ревју, кратко ревју за играта Terracotta Army. Играта е Mid-Heavy Euro, класична Mid-Heavy Euro. Многу едноставни правила, само еден аспект е малце потежок да се научи, ке објаснам подоцна. Играта е класичен worker placement, играчите ставаат човечиња на овој круг тука, може да платат две парички за да го ротираат ова и да си наместат најдобра комбинација. Се става човече и се играат акциите од најмалиот до најголемиот круг. Целта е да се градат војниците во овој мавзолеј тука, овие војници. Има различни начини на градење, од најмалце плаќање 2 глина до 4 глина. Значи буквално во овој случај конкретно 4 глина се плаќа, се зема еден војник од тука, се става на свое пиедесталче и се става каде сакате во овој мавзолеј. Тоа каде сакате, така речи е рандом, но овие поленца тука, кои што ги гледате, тоа се бројот на рунди. Значи рундите ги водат овие скоринг тајлови, кои што се ставаат рандом, ги има неколку, што значи реплеабилити има доста. Секој тайл се скорува после крајот на рундата. Конкретно во овој случај, после првата рунда се бодуваат сите војници кои што се во овој квадрант овде. Втората рунда се бодуваат само овие војничиња, кои има најмногу, добива 7 поена, вториот 3. Трета рунда кој има најмногу останати глина, дали искористена сува глина или мокра. Четвртата рунда се бодуваат војниците кои што се на оваа средна линија и петата рунда која носи најмногу поени, 13, се бодуваат стрелците кои има најмногу стрелци. Тоа значи дека овие тајлови ја диктираат вашата стратегија. Иако на крајот од играта овие војници тука носат најмногу поени, сепак овдека може да се добие значителен број на поени кои што може да донесат победа. Како се гради војник? На почетокот имаме ресурси и може да се земат и од ова тркало. Ставаме војниче и ги играме акциите од горе надоле. Значи плаќаме 4 глина за да изградиме некој војник. Може да изградиме било кој војник, но гледаме кои тајлови се во игра и да речеме го градиме овој војник и го ставаме во овој квадрант, затоа што овде имаме бодување и за првата рунда во овој квадрант и во втората за најмногу војници од овој тип. Вториот круг носи глина 2 назад, да речеме добивка, и третото ни го активира токенчето доколку не е активирано. Ова токенче се користи на два начина. При градење на војник може да го активирате неговиот бонус кој што објаснат на кутијата, сите 4 страни е бонусот. Конкретно овој војник носи бонус 2 парички и 1 поен. Значи се врти на искористената страна и му не може повеќе да го искористите додека не го активирате повторно со човечето. Вториот начин да користење на овие токени е при изградба на овие статуи, а тоа е оваа акција тука, значи во последниот круг, секојаш се или акции или реактивација на токени. Статујата конкретно се гради според овие тука потребни ресурси, доколку имате активен токен и паричка за првиот ресурс, го вртите и ги ставате на полето. Секој од тие специјалисти ги викаат носи различен тип на бонус. Доколку се изгради конјот, се става војничето на него и зафаќа поголем простор. Зошто зафаќа поголем простор? Зошто е тоа битно? Затоа што на крајот од секоја рунда се бодуваат овие инспектори. Кој има најмногу во вертикала и во хоризонтала добива 7 поена, тој и вториот добива 3 поена. Така да овој конј моментално, овој човек на конј ги зафаќа овие 3 позиции тука и овој може да има скоринг на сите 3 вертикали. Доколку се изгради овој Буда, тој има endgame скоринг и како што гледате со звездата што е под него, кој има најмногу војничиња, сите страни околу него, добива 8 поени, вториот добива 2. Ке го скокнам овој, ке идем со овој музичар, се става да речеме тука
и тој има исто бодување на крајот на секоја рунда, односно секој играч во вертикала и во хоризонтала од музичарот добива по 1 поен за секој војник. Во овој случај само жолтиот ќе добие 1 поен. Другата битна работа е може да си ставите асистенти во некој од овие гилдови. Значи со плаќање на паричка може да ставите вкупно 6 асистенти, значи на секој местенце, и секој ви носи различен бонус. Кога ќе го ставите, кога ќе го изиграте и на крајот од рундата, значи по некој бонус или паричка да ви даде, или да задржи некоја глина да не ви се исуши, да не трошите акција која оваа да ја намокрите за да градите војници. Се градат, се плаќаат парички и тоа ви носи бонус. Ова конкретно значи да платите паричка за да изградите уште еден војник, која во зависност од тоа која рунда е, ако е прва рунда, плаќате една паричка и земате еден војник, го ставате тука. Вториот ви дава дупла акција, вториот круг, третиот ви дава да ги манипулирате овие инспектори за да зафркнете некој од противниците. Овој ви дава 3 глина, ова ви дава да земете 2 глина од 2 места од овие warehouse, и овој ви дава да ги активирате сите токени. Која е главната поента? Главната поента од дека тука. Тука ние ова викаме шах, буквално као шах се игра, и ова е најкомплицираниот дел од играта да се објасни и да се научи, да се запамти, затоа што тука е бодувањето. Поентата е, ако жолтиот почне со градба на овој војник, другите треба да продолжат да го градат истиот војник. Значи, да речеме, плавиот ќе го гради истиот и го става до него, да речеме, и зелениот го гради истиот, со тоа што при секој градење на војничињата се земаат поените кои што се обележени тука. Значи, ова е една група на војници од ист тип. На крај се скорува групата од колку различни играчи е составена. Значи, овој со 3 играчи, тоа значи дека секој војниче од тој тип носи 3 поена. Во овој случај е нерешено. Тука доаѓа во игра овој стрелец, клекнат стрелец, кој што се става и единиот од овие кој што е многу битна насоката кај што е свртен. Во конкретниот случај тоа е свртен кон зелениот и зелениот го добива тај брекот, значи тој е победник. Покрај тоа што секој војниче носи 3 поена и ако има мнозинство, тогаш се добива 8 поена добива тој што има најмногу, а другите по 2. Накратко, тоа е играта. Значи 5 рунди релативно брзо, за сат и пол се завршува. Она што ми се свига е прилично едноставна за објаснување. Ова е, како што реков, најтешкиот дел. Action wheel-от е многу интересен. На YouTube може да најдете луѓе кои што на ова не им се свига, овој дел, затоа што си планирале што ќе направат и некој ќе дојде со 2 парички, ќе го сврти тркалцето и ќе им го уништи целиот потек и стратегијата. Напротив, тоа мене многу ми се свига. Тоа значи дека треба да се прилагодиш на ситуацијата. Ова ми е најинтересниот дел. Ова кутивче за чување на војниците е идеално, перфектно, значи. Едина работа што можеби да кажам дека е малце лоша, тоа се боите на овие човечиња. Светло сиво, темно сиво, светло кафеаво и темно кафеаво. Разбирам дека тоа е глина ама мислам дека можеле малце да употребат поразлични бои. Така да играта е прекрасна, не знам дали сте ја пробале, а ако сте ја пробале пишете во коментари. Оценка од мене 7,5, 8 преку сила. Поздрав, се гледаме во следно видео.